Испитувај ги и смирувај ги желбите на своето срце. Господ, сине мој, треба да научиш многу работи кои се уште добро не си ги спознал. Слугата. Што е тоа, Господи? Господ. Треба своите желби целосно да ги усогласиш со мојата волја. Да не се љубиш самиот себе и во се да го бараш само тоа што јас го сакам. Твоите желби често те опфаќаат и силно те носат. Но размисли дали поводот на таа ревност е мојата слава или твојата корист. Ако причината сум јас, ќе бидеш задоволен што било да ти наредам. Но ако на дното на твоето срце се крие некоја потајна желба, тоа ќе те збуни и ќе те задржи. Внимавај премногу да не се предадеш на желбата за која со мене не си се посоветувал, за да не се покаеш или да не почувствуваш одвратност спрема она што порано ти се допаѓало и за кое си тежнел како подобро. Зашто не треба веднаш да се поведеш по секоја желба, дури ако ти се чини добра, како што не треба ни веднаш да бегаш од спротивната. Понекогаш е добро да си умерен и во добрите настојувања и желби, за да не паднеш во растресеност поради насилноста на срцето и да не ги соблазниш другите кога не го одржуваш редот. Или пак одеднаш да не се збуниш и да не подклекнеш ако другите ти се противат. Некогаш е добро да се употреби сила и храбро да им се спротиставиме на телесните желби и не обзирајки се на тоа што го сака телото или што не го сака, да се трудиш тоа да се потчине на духот и против неговата волја. Треба да се заузда и да се потчинува се додека тоа подготвено на се не научи да се задоволи со малку, да ги сака најпростите работи и никогаш за ништо да не ропта.